Денес Светата православна црква во чисто Скопје Македонската православна црква го празнува споменот за светиот отец наш Наум Охридскиот чудотворец, еден од најголемите чудотворци светители во Македонската православна црква. По тој повод, еве и денес и неколку години наназад се собираме овде пред ова свето место да го одбележиме денот, да го одбележиме настанот, односно да оддадеме почит на нашиот светител Охридскиот чудотворец. По тој повод, при оваа прилика, осветивме водосвет, го прережавме колачот и на некој мал, достоен начин да се одолжиме на светителот кој што премногу дал за нас македонскиот православен народ. Денес е голем ден за христијаните, за православните христијани, за Македонија, бидејќи ова е ден на еден од најголемите светители кои што воопшто се родиле на ова тло. Тоа е Свети Наум Охридски, кој го чествува целиот македонски народ и целиот православен народ насекаде. Во чест на овој голем светител за прв пат се гради храм во Прилеп и Прилепско, кој што го носи името на овој голем светител Свети Наум Охридски. Во оваа прилика му го честитам овој голем ден на сите православни христијани, му посакувам здравје, среќа, радост, успех да имат и на оние кои го носат името на овој голем светител да им е честито името. Исто така да најавам дека ова е четврт православен храм кој што се гради на територијата на град Прилеп, покрај Света Петка, Свети Елена и Константин, Свети Пантелеймон, Свети Наум Охридски црквата веќе при крај незината изградба. Очекуваме во наредниот период за брзо време да имаме и незино осветување, со што навистина градот Прилеп ќе добие уште еден убав православен храм кој што многу ќе значи за сите прилепчани, посебно за жителите од овој дел на градот, а тоа се населбите Чачорица, Корзо, Тапани, меѓутоа и за сите прилепчани. Од името на црковниот одбор, формиран по повод изградбата на црквата Свети Наум Охридски чудотворец, им го честитам на сите православни христијани овој голем христијански празник. Денеска христијаните во црковните храмови од православниот свет го чествуваат, се сеќаваат и се спомнуваат за овој голем македонски и словенски светител и за овој голем македонски светец. Би напоменал и би споделил со прилепската јавност информација дека за догледен временски период оваа црква ќе биде комплетно завршена и се надевам дека ќе биде осветена, со што Прилеп ќе добие уште еден црковен храм во кој што славјанските обреди на жителите од урбаната заедница Чачорица, Корзо и Тапани ќе можат да се практикуваат. Со ова се завршува всушност оној период во кој што под лидерство на градоначалникот на општина Прилеп и на Преспанско-Пелагониската епархија во изминатите 10 години се изградија 4 велелепни црковни храмови, кои заедно со останатите велелепни храмови сигурно дека Прилеп го вбројуваат во редот на најдобрите духовни светилишта во православниот свет. Јас уште сакам да се заблагодарам на сите оние кои што морално, материјално и финансиски ја поддржаа изградбата на оваа црква и овде би упатил најдиректна благодарност до градоначалникот на општина Прилеп за неговата континуирана, секојдневна и несебична поддршка во изградбата и на овој храм. Уште еднаш им го честитам именденот на сите оние кои што го носат името на овој голем светец и нека им е честита и кујкната слава на сите на кои што овој светец им е кујкен заштитник. Сега јас
За много години. Словен градиво имя Господне, тогаш и во сите векови, амин. Богородице, никогаш нема да престанеме да ги говориме Твоите сили. И одновете ме мени децата мои, што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тој и он се еднакво учествува тоа, да преку смртта да го победи оној што Да внимаваме мир на сите. Душа